Добро вечер и добре дојдовте во топ тема на ваша страна. 8 мартовската еуфорија е во полнек, со пригодни партиски маршеви кои завршија за викенд за да се собере повеќе публика, трибини кои допрва предстојат, но и куповна треска со рекламни слогани за разни пригодни подароци, како демек доказ или приказ на посветеноста, љубовта и почита кон жената. А тоа за нас вечерва е поттик за одново да ги поставиме постојаните дилеми, веројатно актуелни и нерешени, што повторно се навраќа. За родовата еднаквост во македонското секојдневие меѓу стереотипите и реалноста. Која е позицијата на жената во македонското општество? Дали патриархалната матрица е се уште доминантна? А за тоа вечерва 4 дами. Мои гостинки, сите докажани во својата професија. Би почнал со најава со Нина Ангеловска, коосновач на Групер и македонската звезда во Forbes. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, добре најдов. Аделина Марко, колумнист и коментатор. Добро вечер и за вас. Добро вечер, фала. Сузана Јошевска Анастасовска, адвокат. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. И Кристина Хадживасилева, кособственик на Strategic Development Solution. Консалтинг, се извинувам. Добро вечер. Сега веројатно ќе биде забелешката зошто во дебатата за родова рамноправност нема и гости мажи. Меѓутоа прочитав една интересна статистика на Агенцијата за медиуми дека вообичаено во медиумите некаде околу со 700 наспрема 250 доминираат мажите како гости или во изјави како експерти на различни области. Го имам и нашиот просек, нема да го кажам, но еве. Добре дојде уште една за сите и би почнал со, како што реков, македонската звезда на Forbes. Ангеловска, што значи тоа? Еве за гледачите кои што можеби не стигнале да ја прочитаат таа информација. Што значи да се биде во Forbes? Да. Лично за вас и за вашата компанија. Лично за мене прва, значи огромно препознавање на напорниот труд и работа кој што го имам вложено часови 7 дена во неделата, 7 години по ред во напорна работа и развивање на Групер, едуцирање на пазарот и раст, значи огромно препознавање, секогаш кога напорниот труд и работа ќе ви бидат препознаени, мотивација за понатаму, нели, уште повеќе да се вложите. Се чувствувам дека тебе на некоја врвна планина сум искачила и сега ги видов се и другите планини што треба да се качуваат. За Групер и за нашиот бренд, значи големо достигнување за целиот тим, бидејќи позади Групер не стоам јас, туку стојат 17 вредни млади луѓе кои што работат со пасија, кои што работат овие 7 години на раздвижување и на пазарот на електронска трговија и на едуцирање, како што кажав, на населението за онлайн купување, на компаниите кои што за прв пат се вклучија во онлайн светот преку Групер. Што значи да се биде во Forbes сега, како бидејќи се најдов на листата, што се привилегиите. Forbes клубот, односно 30 under 30, представува за Европа, беше во 10 категории, значи изборот направен. Јас сум во малопродажба и трговија или retail and e-commerce на англиски. Тоа значи дека тоа е клуб, како што го кажуваат, на најпрестижен клуб на млади лидери во кој што е најтешко да се влезе. Со оглед на тоа дека уредникот кажа дека на таа прослава во Лондон дека имало над 20.000 номинации оваа година, се избрани се оди по принцип на само номинација или некој номинира? Има неколку канали, едниот канал е само номинација или некого може да номинира некој друг. А исто така имаат и 100 уредници и истражувачи кои што истражуваат по сите канали да ги најдат тие млади лидери. Сега јас бидејќи бев во The 100, германскиот магазин одбрана во 2016 помеѓу 100 жени основачи од Европа, таа листа потоа беше споделена и од Forbes. Претпоставам дека можеби од таму ме нашле или ме виделе. А инаку самиот процес на избор траеше 3-4 круга. Прво ми испратија мејл дека сум номинирана или кандидат. Па имав еден прашалник кој што требаше да го пополнам да одговорам на прашања. Па после добив мејл дека сум во А листата или Е лист. Па после уште неколку прашања и потврдување на факти. Не ми побара извод, мислев дека ќе треба да пратам извод да докажам дека сум по 30.
И последно беше дека честитки, ти си Forbes 30 финалист. Така што тогаш беше поканата, кога бевме поканати на настанот во Лондон, на свеченото објавување или прослава на листата, и таму и беа во всушност повеќе информации споделени околу тоа што значи, односно кои се бенефитите понатаму. И се организираат посебни настани, значи веќе сме во контакт сите тие луѓе кои што се запознавме таму. И еве сега ќе има еден настан во Тел Авив во мај, потоа еден друг во септември, така што делот да се биде не е само да се избрани целата таа медиумска, нели, фама која што доаѓа заедно со тоа, туку значи една од најважните работи во бизнисот и во светот и на патот кон успехот се и контактите кои ги градиме и луѓето кои ги запознаваме на тој пат. Ова се стварно брилјантни, квалитетни 300 одбрани луѓе за кои што имаме. И веројатно сето тоа заслужено ќе разговараме и за тоа како се роди Групер, но еве на почетокот едно мало запознавање со кариерите на сите, бидејќи сите 4 сте успешни во својата кариера. Хаџи Василева, кога прочитав во описот и во импресумот на вашата компанија, малку бев збунет. Компанија основана и водена од жени, па првата асоциација беше дека внатре има само жени. Компанијата е во собственост на две жени, две пријателки кои што чисто, не знам, заедничко пријателство и некаква професионална поврзаност ги доведе до тоа да ја основаат компанијата. Но во компанијата не работат само жени, секако дека имаме и жени и мажи, така што тоа не ни беше ни целта. Сето тоа се случи, реков, како една идеја од заедничка соработка на претходни работни места, претходни проекти и активности кои што сме ги имале, и некако се роди идејата дека во ред сакаме сега да направиме нешто свое, нешто посебно, кој што ние ќе го градиме и ќе го водиме, и така и се случи, така што јас и мојата содружничка ја основавме компанијата. Има многу прашања за вас, особено во делот. Имаме и таква анализа дека еден од параметрите низ кои што се посматра родовата нееднакво се и платите, па ќе видиме, секако не со висина, но ќе ве прашам подоцна дали и кого повеќе плаќате, мажите или жените, исто и Ангелевска. Сузана Јошевска Анастасовска, адвокат. Јас сум основач на адвокатска канцеларија од жени. Од жени, исто така. Кој е мотивот, еве? Содружништво се извинувам. Партнерство само со жена. Некој посебен мотив или чиста случајност? Во нашиот случај беше случајно, но ние тоа уште од стартот го препознавме дека женска канцеларија сакаме да градиме, и кај нас можам да кажам дека така жените имаат предност. И во работењето во канцеларијата, ми се зборувам кога ги бираме приправниците, многу сакаме да ги поддржуваме жените правници. И иако имаме мажи вработени. Тоа е веќе тоа ќе го крстите во доменот на позитивна дискриминација или во оној последен дел од моите тези женски шовинизам. Не. Во делот на позитивна дискриминација, затоа што сепак можам да кажам дека адвокатурата е претежно машка професија и ние сакаме на тој начин да придонесеме сакавме од секогаш да придонесеме кон развитокот на жените во адвокатурата. Иако во моментов има двајца мажи што работат во канцеларијата, така што не се можете ограничени кај нас. Кој е соодносот, ако не е деловна тајна? Не е деловна тајна, 4:2. Така да жените во мојата професија не чувствуваат дека треба да имаат понекогаш поттик и помош да може да понатаму ја развиваат таа љубов ако веќе им се роди. Ако ние препознаеме љубовта кај приправниците, со цело срце им даваме секаква поддршка за да продолжат понатаму. Бидејќи сметаме дека, јас лично и секогаш ова го кажувам, сметам дека адвокатурата е една од најубавите професии. Браните повеќе мажи или жени? Нема тука бирање, дали се мажи или жени, не сум направила никаква статистика, но мажите ни пружаат еднакво добро како и жените, тоа би рекла. Не сум се почувствувала дека маж не би ме ангажирал само затоа што сум жена. Аделина Марко, сега, за жал,
може да ве читаат само оние кои што го знаат албанскиот јазик. Голем дел од нашите гледачи веројатно ве памтат од времето кога имавте остра мислено и остар јазик како партиски портпарол, своевремено и во некоја смисла и функционер, но се оддалечевте од политиката, сега сте во сосема друга област. Зошто свативте дека е тоа условно машки свет каде присуството на жени се е не според квалитетот, туку квантитативно според законски бројки или едноставно животот ве однесе во друга насока? Прво, јас сум горда што се наоѓам меѓу фантастични жени, навистина која слушнав првпат за успехот на нашата Forbes жена, Forbes звезда. Веднаш помислив дека треба да биде една од имињата што би ја брендирала државата во нашата јавна дипломатија. Јас спомнувам јавната дипломатија заради фактот што јас сум вработена сега во Министерството за надворешни работи. Ја многу сум среќна што не сте ме поканиле вечерва во улога на државен службеник, туку во улога на еден бивш колумнист. Во принцип, јас денес се вратив на писмата, а утре ќе ми биде првата колумна после толку време и сум многу среќна. Бев во политиката ангажирана, може би не по собствен избор. Ние заедно се знаеме од тие времења, контекстот на политиката беше сосема поинаков. Политичките околности, географските околности, распадот на еден конгломерат од држава, ние заедно го живеевме. Можам да кажам дека повторно, ако некој ме прашува дали повторно би оделе во политика, дали не, секако дека повторно би одела во политика, бидејќи јас сепак го чувам мислењето дека таа професија е од благородните професии, не е само професија за профит и фама. Среќна сум бидејќи работев во период кога Македонија се соочуваше со интересни збиднувања, посебно од блиското соседство 98-99 година, кога во најновата држава сега во светот, Република Косово, нели се водеше голема битка. Ние успеавме на некој начин да го сочуваме мирот и да ја контролираме, да кажем, таа параноја што војната го импутира или го импонира во секое општество. Среќна сум што имав шанса да работам со еден многу мудар човек. Тоа е господинот Џафери, тоа е една ретка личност што ретко го наоѓаме деновиве во политичката сцена во Македонија. Значи ви треба слична идеја или идеологија за да продолжите за да се вратите во кога тие идеологиите веќе анархично се движат, во време кога идеологиите веќе не знаат и не умеат самите да се хармонизираат, мислам дека е тешко да се лоцираш во некоја идеолошка матрица. Но знаете како е, Боби, денешната идеолошка матрица мора да е прогресот, мора да е развојот, така што нека биде тоа најновата идеолошка матрица, прогресот, развојот, жените, еднаквоста, слободата. Не сакам погрешно да ме разберете, не би се вратила во политика веднаш, но зошто да не, еден ден жена лидер, успешен лидер или доста критикуван лидер, е добар знак за општеството во Македонија, бидејќи немаме ние друг начин како да се докажеме себе си во битките, во половите битки и во нашиот професионален живот. Внимавајте, ова ќе ви биде запишано некаде дека Аделина Марко има политички и лидерски амбиции. Може би ние се вклучуваме, јас на почетокот реков дека владе една еуфорија, еден фолклор од политички митинзи, трибини. Еве, може би ова е дел од тој фолклор и оваа дебата што се повторува, меѓутоа ние постојано ги подсетуваме на овие прашања. И
затоа колку еве Ангеловска, повторно овој круг би го почнал со вас, колку беше лесно да се пробие идејата за Групер, во сега веќе успешна компанија, колку тоа беше, мислите дека беше потешко со фактот дека освен што сте млади, сте и жена? Да, многу добро поставено прашање, затоа што кога го почнав в Групер имав 21 година, односно кога го лансиравме имав 22. Може да кажам дека кога одав на сериозни состаноци на почетокот, дали било тоа со банки, Сузиеве знае затоа што ни се воедно адвокати. Знае на самиот старт кога го правевме целиот концепт и од правен аспект не покриваа, значи колку беше, мене повеќе ми беше како ќе ме перцепираат затоа што сум многу млада, а не затоа што сум жена. Значи воопшто не сум ја имала никогаш таа бариера дека да сум влегла некаде со сами да си ги ставаме тие предрасуди. Не можам да кажам дека беше лесно и тоа како предизвици имаше на патот. Сега понова нели тие пречките и проблемите се викаат предизвици. Така што имаше многу предизвици, но тие предизвици на патот кога развивате нов бизнис модел во индустрија која не постои како што и трговијата беше кај нас во 2011 година, мислам дека ќе ги имаше секој претприемач кој што би се впуштил во развој на ваков бизнис без разлика дали е маж или жена. Значи тие ќе наидете на мала интернет пенетрација, на неактивен број на платежни картички издадени и некористење на картичките. Тоа се предизвици со кои што, значи, регулатива и сите тие работи со кои што било кој предприемач, дали е маж или жена, во кој што би се впуштил во развој на бизнис моделот, ќе треба и тоа како да вложи многу за пробивање, како што кажавте, за освојување на пазарот, за одење напред, за успех на идејата, бидејќи идејата е едно нешто, реализацијата и тоа како бара напорна работа и пот. И повеќе би рекла дека сепак не можам да кажам дека од моја гледна точка сега дека од моје искуство сум ја доживеала, меѓутоа сепак живееме во машки свет, во свет на предрасуди, каде што една жена за да стигне таму каде што маж треба и тоа како многу повеќе да работи, да се вложи. За Како да сега, стигне до истото ниво. македонската Форд Звезда повторно излегува со констатација по сиот пат што е пробиен, со таа констатација дека живееме во машки свет и дека е тешко да се проби. Значи, ако ги погледнеме статистиките и воопшто на ниво на светско ниво, дека ова е еден од проблемите кои што се адресираат секаде, дали е тоа во развиени земји, дали е тоа во земји во развој, евидентно е дека постои тој гап, дека постои нееднаквост, инаку зошто би ја правеле ние оваа дискусија денеска и зошто би било ова тема на разговор, ако бевме еднакви. Тоа е нешто што го имаме и со години, не може туку така да се смени. Значи, за таа инклузивност да се постигне, потребни се и закони, и волја, и вакви дискусии, да тргнеме од себе, и значи и да тргнеме од сите нас и да стигнеме до секако дека има напредок, меѓутоа за да дојде таа еднаквост, за да дојде тоа кршење на тој глас силинг, нели сега се вика, тоа ствари што викам дека 3 пати повеќе и 10 пати повеќе можеби треба жена да се вложи за да стигне на позиција каде што е маж. Ова највеќе се осеќа во топ менеджмент позиција или топ левел или и во политика, ако нема закони, ако нели тоа е таа невидлива бариера која што постои, исто да се исти образование да имаат, исти скилс, исто знаење да имаат и маж и жена во една компанија. Нели тоа е глас силингот, дека ако треба да се даде напредување или повисока позиција на кога се бира маж и жена кои што ги имаат истите капацитети и знаење и способност, дека факт е дека ќе се дава на... Еве, влегуваме веќе во суштината, во контекст на ова, бидејќи еве сега Форд прогласување победници, синоќ беа Оскарите, само интересен податок дека само 11% од холивудските филмови досега биле режирани од жени, а само 5 жени режисери биле воопшто номинирани за престижниот Оскар. Имаше прашањето за сите е да. Извини. Имаше еден импресивен говор на Патришија Аркет пред неколку години кога беше за бојкот примањето на Оскар или она беше кога зборуваше за општо колку е гапот помеѓу плаќањата на холивудските дами и холивудските мажи. Не само колку режираат, него и нивните
Хонорари се многу поразлични кога тоа го има во Холивуд. А разликите во платите ги оставив намерно заради бидејќи имаме една таква анализа за во Македонија, меѓутоа еве од ова прашање на што се должат тие разлики кои што очигледно сите сте ги почувствувале во напредокот и пробивањето во областите во кои работите? Јас мислам дека најмногу се должат на очекувањата што општеството ги има од жената, што се различни од очекувањата што ги има од мажот, па е тоа еден тип на патриархално растење и некој тип на дискриминација која веќе не е така очигледна како што била кога биле нашите баби или евентуално нашите мајки. Таа со генерации се намалува, но сепак жената за жената има поинакви очекувања отколку што има за мажот, бидејќи сега за жената има очекувања дека не треба само да биде добра, нели, образование да заврши, да биде паметна, да биде начитана, сега треба да биде и мајка, сега треба да биде и прошетана, сега треба да биде и дотерана, сега, значи, неверојатни очекувања се поставуваат на жените, сега се иде во една друга крајност. Но тие очекувања и самите жени на самите жени им ги прават и мислам дека жените на жените се најголеми непријатели, особено во Македонија. Повеќе се жените на жените непријатели него мажите на вистина. Особено кога ќе почнете да читате што се случува на социјалните мрежи, тоа тотално како канализација исплива на површина, што уствари мислат жените за жените. Но очекувањата... Тој таа, ајде, ќе прозвучи као стереотип, тој таа традиционална, еве, на ова се наводници, женска завист или? Не, мислам дека жените не се свесни, голем дел од жените не се свесни што всушност представува рамноправност. Тие мислат, јас имам еден секогаш пример кога го кажувам слично со еден пријател кога ми викаше па јас не сум балканец, он тоа го мисли. Демек, јас сум рамноправна со жената. Не сум ја балканец, не ја терам да готви секој ден. И сега, ако не мора да готви секој ден, он е супер... Европеец. Значи, ние поместувањето што ги имаме генерацијски, кажувам, не сме како бабите, не сме како мајките, генерацијските поместувања кои ги имаме, ги доживуваме како целосна рамноправност. Само затоа што имаме помак, имаме миц помак. А уствари, целосната рамноправност ретко која живее. Целосната родова рамноправност ретко која живе. И тука сакам да потенцирам рамноправни не значи исти. Ние никогаш не можеме да бидеме исти. Затоа има и поделба на еднаквост и рамноправност во зависност од... Сакам да се надувезам само на ова што го кажува Сузана, дека практично нас општеството ни наметнува определени родови улоги уште од самото раѓање. И тука кога зборуваме за родовата еднаквост, многу е важно да зборуваме и за мажите и за жените, бидејќи и мажите се под истиот тој притисок да одиграат, да исполнат определени улоги кои што им се наметнати уште од деца. Па така, нели, момчињата ги учат уште од мали дека не треба да плачат, па понатаму ги учат мажите дека тие треба да заработуваат, дека тие треба да возат кола, тие треба да се грижат за семејството и така да донесуваат одлуки. Значи тоа е еден притисок и врз мажите да прават определени работи, да исполнат определени очекувања. И тие ги имаме и кај жените, нели, да бидат како девојче, да бидат мирни, да бидат послушни, да помагаат дома, да знаат да готват, да чистат, да понатаму ќе пораснат да се грижат за не само за да најдат работа, туку и да се грижат за децата, за семејството, за мажот и така натаму, така што сите тие улоги наметнати ни прават стиги во... Тоа е нешто што во теоријата и одредени теоричари го нарекуваат природни родови улоги. Меѓутоа, ако го имаме предвид тоа што Сузана го рече, менувањето на времето, доаѓањето на нови генерации, нови технологии, впрочем, живееме во 21. век, тие наметнуваат и во известна смисла именување на тие родови улоги што се паметат и што можеме да ги прочитаме и во дел од учебниците. Колку тие условно природни родови улоги се темелот на кој што понатаму се надградуваат и развиваат и нееднаквоста, и неравноправноста, па ако сакате и стереотипите. Па практично родовите улоги се заснуваат на стереотипи. Значи се заснуваат на определени универзални, како да кажам, обобштени представи за тоа што треба да бидат и како да изгледаат мажите, како да изгледаат жените.
И тоа најдобро се гледа историски, како што кажа Сузана, дека како што гледаме дека низ времето се менуваат тие правила. Порано можеби жените не смеле да носат панталони. Сега веќе тоа го прават и тоа со години на стотици години назад можеби. Не смеле, не знам, да пушат во јавност, и сега тоа го прават. Сами да се движат. Значи не смеле да сами да се движат. Во некои земји се уште не смеат сами да возат автомобил. Значи дека самиот факт дека сите тие работи се менливи покажува дека тоа се базирани на одредени стереотипи, а не на некакви си, така да речеме, есенцијализирани природни улоги кои што практично не постојат, бидејќи вие кога се раѓате, единствената разлика што ја имате е половата разлика. А ова затоа не зборуваме за родова еднаквост. Значи зборуваме за одредени веќе стереотипи за тоа какви се момчињата, какви се девојчињата и што треба да прават во животот и како да изгледаат за да нели биде општеството такво какво што е. И тој притисок за исполнување на тие родови улоги, што се базирани, рековме, на стереотипи, е многу силен. И многу е тешко секој од нас. Значи тоа е веројатно и во секој од нас било предизвик да се справиме со тоа и го предизвик за многу мажи и жени во Македонија. И затоа ме радува што од една страна имаме оваа емисија денес, бидејќи на некој начин е тоа пример за девојчињата кои што гледаат, да видат различни примери на успешни жени во различни сектори. Ке беше да има уште од повеќе различни професии за да видат дека имаат можности понатаму во животот да се определат за разни интереси. Ние често се навраќаме на оваа тема и на проблеми, и на ваквиот вид на проблеми, па затоа мојот избор за вечерва беше ваков и инаку би можеле секако да го наполниме и целото студио. Само ако може се надрусам на што го кажа, Нина многу ме потсети вака на некои работи кога кажа нели околу младоста и како ќе биде прецепирана. И мислам дека јас лично го имав тој предизвик. Бидејќи никога ја започнав компанијата, туку претходно кога работев на други работни места, ама на повисоки позиции и бев и помлада и знам дека кога одев на состаноци, например во институции, јас се облекував поконзервативно и очекувајќи дека ќе ме потценат во однесувањето и тоа често се случуваше. Например, ако додам со колега, изгледа што неговата позиција е пониска од мојата, например, тие некако по автоматизам очекуваат дека тој е главниот и ќе му пружат рака на колегата, потоа на мене. Значи, тоа се гледа во некои такви детали, да кажам, во односи, се забележуваат тие работи и стои фактот дека навистина треба малку повеќе да не малку него доста сериозно повеќе да вложуваме ние како жени за да се покажеме во светот на бизнисот и на својата професија. Аделина, колку и да не сакам, морам, бидејќи Македонија е едно мултикултурно, мултиетничко општество, морам да ве прашам колку и тој аспект влијае на разликите во различни средини. Во политиката тоа го велевме во албанскиот и во македонскиот блок, но меѓу двете заедници. Колку е потешко да се биде, например, успешна жена во албанска средина, повторно тргнувајќи од ова што го спомена останатите гостинки околу таа стереотипизација на родовите улоги и се што следи со тоа. Ова е доста обемна тема. Знаете, јас не љубам баш многу да кажам дека сум успешна жена. Јас љубам да кажам дека сум жена што направила свој избор во сопствениот живот. Тоа не мора да значи дека е доказ за успех, окей, бидејќи дефинирајте го успехот и мерете го успехот на Нина, мојот успех или на некој друг. Секоја планина си има своја тежина, велиме ние, така да. Секоја планина има своја тежина. И јас не љубам повеќе да се мерам со мажите, бидејќи кога сум на маса со мажите, јас ги мерам аргументите, ги мерам моите мисловни концепти, и тоа што имам да го нудам. Така што еднаквоста е една многу обемна, широка тема која тешко дека може да се мери. А ако веќе сме тука, јас само можам да ви кажам дека нумеричноста, значи присуството на жените во политиката или во државната или јавната администрација или бројноста на жените адвокатки или бројноста на жените IT или консалтинг
не мора да значи дека светот ќе биде поинаков и подобар. Туку светот ќе биде подобар и поинаков ако има луѓе кои имат визии за нивното присуство во сцената. Една Ангела Меркел, еден Кети Аштон, една Хилари Клинтон, што пробаше прва председателка жена во Америка. Значи, жени, една Ганди, една мајка Тереза, луѓе, а потоа жени кои оставале траг во историјата. Ова е битно за мене. Веќе кога зборуваме за мултикултурното општество, знам каде води прашањето, како се чувствувам како албанка. Пред неколку дена имав посета во Министерството на надворешни работи на група на млади ученици од средно образование. Македонскиот културен центар мисли че ни го имаше инициирано проектот и многу се радувам, ги охрабрувам NGO-ата тоа да го направат. Младите треба да знаат како функционира државната апаратура и што е тоа држава, кој ја води државата. И една од прашањата беа деца од разни етникуми и имав многу интересни прашања. Например, прашањата како успевате, вие сте жена, како успевате да сте исто успешни во фамилијата и во кариерата. Значи, тоа е стереотипот за една жена која се наоѓа во една така висока функција, да кажеме, во едно министерство, како што е елитно министерство, како што е Министерство за надворешни работи, или пак прашање од ученичка од група од албанско школо, нејзиното прашање па беше дали си се чувствувала понекогаш дискриминирана по етничка основа. И мојот одговор ми беше дека и не, јас тоа не сум го чувствувала, бидејќи зависи како се поставуваш према другиот и како другиот го доживуваш, но сум се чувствувала дискриминирана како жена. Дефинитивно сум се чувствувала дискриминирана како жена. И мислам дека секоја од нас понекогаш била ставена во таква улога. Не е исто кога веќе аргументираме дали ќе се вработи мажот или жената во некоја функција или дали маж или жена ќе добие министерска функција. Мислам дека повеќето љубе да го стават мажот во министерска функција. Или последниот доказ, директорите на средните училишта, мислам дека изборот паѓаше 99% на мажи. Каде е проблемот? И се речува ли проблемот со бројки и квоти, бидејќи еве една статистика. Вториот парламентарен состав има од 4 жени, значи 3,3% парламентарки биле избрани и тогаш Македонија е на дното во Европа. Во 2014 година е постигнат рекордот со 33,9% од пратеничкиот состав се жени, односно 41 од 123 пратеници тогаш, но и понатаму останува и покрај овие бројки било актуелно прашањето во овие анализи од кои што ги ја вадев оваа статистика, дека сепак недостасува вистинското влијание на жените во донесувањето на одлуките. И сега, што тоа значи? Бидејќи од една страна ги имаме бројките и впрочем тие се поставуваат како некакви таргети, како некаква методологија за обезбедување на таа од една страна еднаквост, парамноправност, да ги одвоиме тие две категории, а од друга повторно и при воспоставувањето на дури формалното задоволување на тие бројки фали суштина. Ама кој е формално задоволување? Пратениците ми ги кажувате како бројки. Во донесувањето на одлуките? Една од тие бројките. Кажете ни во сите влади претходни колку имало министри жени? Кажете ми колку градоначалници имало жени? Во последната влада имаме многу. Еве во последниве градоначалнички колку имаме. Во прилогот. Ајде да ги видиме. Значи во претениците, ако ги бркаме бројките, тешко нас. Се извинувам. Добро, Јоческа секогаш критична кон политичкиот естаблишмент, но бидејќи суштината и анализите понекогаш поаѓаат од бројките, да видиме како тоа изгледа низ бројки во Македонија.
Еднакво работат, но еднакво не заработуваат. Мажите и жените во Македонија не земаат иста плата, дури и кога работат на исти позиции, со исто работно време и со иста одговорност. Истражувањето на Finance Think покажува дека во просек жените со исто образование како и мажите земаат помала плата за околу 12,5%. Оние жени пак со основно образование земаат безмалку 1/3 помалку плата од мажите со исто ниво на образование. Статистиката покажува дека во Македонија има повеќе жени магистри и доктори на науки отколку мажи, но сепак на крајот највисоките позиции се резервирани за мажите. Каде лежи проблемот кога има безмалку изброј на мажи и жени? Иста е половата структура во основно и средно образование, а дури предноста е на страната на жените кога се анализираат бројките на запишани на факултет. Сепак разликите веќе се гледаат на пазарот на трудот. Стапката на вработеност во 2016-та кај жените е значително пониска во споредба со онаа кај мажите. Од Сдруженијето Антико велат дека оваа бројка може да е многу поголема. Околу 56% од жените се неактивни во пазарот на трудот, што значи не се пријавуваат во агенцијата за вработување, не се врши евиденција. И доаѓаме до заклучок дека нивниот број е многу поголем, бидејќи тие нигде не се евидентирани. Само тие кои се пријавени во агенцијата за вработување врз база на тие се прават тие статистики. И Ирена Цветковик се согласува дека македонското општество е длабоко родово нееднакво. Во приватниот сектор разликата помеѓу платите на мажите и жените со исти квалификации се движи од 13 до 19%. Тој процент е помал во јавниот сектор, но можноста за напредување бара поголема вклученост или ангажман од страна на кандидатите. Во таа смисла, жените не можејќи да го балансираат приватниот и професионалниот живот, многу често се ускратени од сите можности за доквалификации, како учество на семинари, конференции и слично, што ги прави послаби кандидати во тој процес на напредување. Според Државниот завод за статистика, во Македонија има 100.000 повеќе вработени мажи отколку жени. Бројот на мажи работодавци наспроти жените е за 4 пати поголем, а скоро исто толкова е разликата на мажи вработени на собствена сметка наспроти жени. Од друга страна пак, за 10.000 е поголем бројот на жени кои се неплатени семејни работници наспроти мажите. Според НБУ, во Македонија има јасна поделба на женски и машки професии. Професиите се поделени на машки и женски професии, условно речено. Жените се повеќе во образование, во здравство, во администрација, каде платите, каде надоместоците се многу помали во однос на во други сфери или сегменти на општественото живење. Причините за ова според Цветковиќ е митот дека машката сфера е професионалната, а женската е домот и семејството. Исто така самиот проблем на вработување, дури кога не станува збор за иста позиција, самиот проблем на вработување кај жените е обременет со очекување дека жената почесто ќе отсуствува од работа заради ако се болни децата и слично. Од она што го имам како искуство во работата е многу често платите се намалуваат на жените заради тоа. Но исто така многу често жени не се примаат, односно се дава предност на мажите кандидати при вработување, не само заради тоа почестите отсуства, неможноста да се избалансира комплетно приватниот со професионалниот живот, туку и можноста да се влезе во репродукција, односно можноста да се забремени и искористи породилното отсуство. Во меѓувреме државата со стратегија и анализи се бори против родовата нееднаквост, додека во пракса како работодавец и државата исто така врши полова дискриминација. Во владата на Заев покрај премиерот има и 26 министри, од кои само 4 се жени. Ако се анализираат именувањата на директори на државни институции, ќе се видат огромни разлики. Владата лани во август во еден ден именуваше 68 функционери и директори на органи, државни управи и казнено-поправни установи, од кои 59 беа мажи, а само 9 жени. Кон крајот на февруари, вице-премиерот задолжен за спроведување на рамковен договор, Хазбилика објави дека од редовите на ДУИ се именувани 27 директори и заменик директори на државни институции. Од нив само една беше жена. Цветковик вели дека и во секторот образование има ваква разлика. Како одиме погоре, на секоја погорна позиција на МОК тој процент опаѓа. Деканската управа веќе голем процент помалку жени наспроти мажи, декани многу малку жени наспроти мажи и веќе во ректорската управа и ректоратот Република Македонија имала само една жена ректор, на пример. Во однос на намалувањето на разликите во платите од Finance Think како можни решенија ги нудат воведување флексибилно работно време,
право за скратено работно време на родител на новородено дете, развивање на вештините кај жените и нивна поддршка во субвенционирано отворено предпријатие. Од Антико сметаат дека потребно е да се работи на информирање на оние жени кои не се економски активни. Свеста за дека жените треба да се вработат и нивната улога и придонес во буџетот на семејството не се перцепира како так. Значи, кој ќе им даде? Сите очекувања се од државните институции да бидат, не да развијат некои собствени бизниси, некои да се занимаваат, меѓутоа се очекуваат од државата, имаат лоша перцепција за Агенцијата за вработување. Сметаат дека они се надлежни да им најдат работа, иако они се само посредници. Во меѓувреме, додека се прават стратегии како жените да им се приближат на мажите во однос на нивните можности, во Македонија ќе пројде уште еден празник на жените, каде тие барем за еден ден ќе се почувствуваат привилегирани. Тоа беше анализата на Александар Манасиев, базирана на неколку истражувања околу состојбите во Македонија. И еве ќе почнеме околу платите, тоа е една глобална тенденција. Ангелоска, како е во Групер? Кај нас, јас сум коосновач на компанијата, каде што другите двајца коосновачи се мажи, меѓутоа структурата на вработените од 17 вработени само 4 се мажи. Односно останатите се жени. Разлики во плати и брзина во прогрес кај нас нема, односно секој по заслугата, како што веќе беше кажано и како што веќе разговаравме, нели, си колку ќе се покаже и колку е потенцијалот за прогрес, еднаков е можноста за прогрес кај сите. Доминацијата на жени во фирмата е случајност или не? Па искрено да бидам, иако може би сакала да не е случајност, односно на повеќе огласи за вработување ни се пријавувале жени. А од друга страна, сега во моментот во една канцеларија во Океан кај што имаме 10 жени, дури бараме машко за да направиме малце да разбија, да. Инаку сакав да додадам на претходните соговорнички разговори и на база оваа статистика, дека нели се разговараше дали се потребни бројки или закони за да се избалансира тоа на некој, ајде да кажеме, да, неприсилен, ама со неприроден начин. Тука кажавте нели некои примери на успешни жени, меѓутоа сметам дека законите се неопходни, особено ако се има во предвид дека еве тука беше дека во Македонија пола се мажи, пола жени. Податоците, например, магистри жени 1057, мажи 727, доктори на науки 107, жени 78 мажи и сега една сосема обратна ситуација на пазарот на трудот. Вработени жени, значи имаме и таа статистика, вработени жени 33,8 наспроти 52,3 вработени мажи. Да, значи тука сакам да додам дека од прилика статистиката на светско ниво, последно лани читав на оваа тема, е дека популацијата светска, повеќе од пола од популацијата е жени, а сепак не вклучувањето на жените во сите позиции, односно еднакво во економијата представува всушност загуба за државите, односно го успорува економскиот раст, бидејќи еве како што може да видиме жените се пообразовани и статистички повеќе магистри, повеќе доктори жени имаме, така. Сега, ако ние разговараме за Македонија, каде што деломно нели може да основа компанија и маж и жена, може да ги има еднаквите права, ако не ги гледаме на хартија, и маж и жена. Меѓутоа, ако разговараме на светско ниво, мислам дека беше во Саудиска Арабија пред 3-4 месеци, прочитав дека се донел закон за жените да може да основаат фирми. Значи тоа не е било претходно можно. Затоа се потребни прво да ги имаме ние сите и затоа мора да ги туркаме работите со закони, како што кажа и Сузи, ние ако тргнеме и биолошки не сме исти мажите и жените и затоа во одредени професии има повеќе застапеност на мажи, во одредени професии има повеќе застапеност на жени. Меѓутоа сега со технологиите веќе тоа станува неважно затоа што не се работи за сила вложување или за некои предиспозиции кои што природно ги имаат мажите, кои што да кажеме се по незастапени кај жените.
Па, нели, во Не мора да спортот, се копа руда, може да се вози багер. Па не, само сакам да додадам дека со дигитализацијата и со смарт технологиите, дека истите шанси може да ги имаат позади компјутерот и позади тастатурата и позади тоа стои мозокот кој што го прави тоа, не е некаква сила или како што би рекол Джек Ма на една конференција која што го слушав, вика се работи за конкуренција на мозоци, а не на мускули. Така што Хаџи Василева, каде лежи проблемот во оваа мешавина од бројки и статистики која што јас не сакав да ја оптеретувам емисијата и со споредби со Европа, меѓутоа иако сите постои некакво генерално верување дека на западот е многу поинаку, генерално сме во некакви исти трендови. Па добро, зависи со за која кој држава. сектор да зборуваме. Јас само да се надоврзам ова што кажуваше Нина околу вклучувањето на жените во различните видови професии. Правивме една фокус група со возачи на автобуси, на градски сообраќај. И меѓу другото, едно од прашањата кои што ги поставуваа дел од мажите кон жените возачки беше како сега ти возиш автобус, жена или ти е тешко? Зашто таму одговори прече, јас го возам, не го влечам, така што од тој аспект мислам дека сите тие стереотипи што постојат многу лесно, мислам, се рушат кога ќе се дозволи. Да, само што ние се бориме да бидеме на другите, не се борат жените за правата на тие позиции повеќе, туку се борат кај што тешко се стига на топ менеджмент позиции и таму е уствари поголемиот проблем. Таму е поголемиот, меѓутоа идејата е да има можности за сите и мажите и жените во сите области. Потоа тоа е прашање на личен избор дали вие сакате да работите во рудник или сакате да работите на некое друго место. Меѓутоа можноста да постои како пристап, значи тоа е дел од еднаков пристап до ресурсите, до можностите, до правата и така натаму. А што се однесува до квотите, баш сега читав дека половина од земјите во светот имаат квоти за да обезбедат вклучување на жените во политичките процеси и во процесите на одлучување. Така што тоа не е нешто што јас мислам дека е нешто многу корисно, бидејќи кога зборуваме за родова еднаквост и кога зборуваме за учество на жените, ние прво и основно е да обезбедиме учество, односно присуство на тие жени. Таму некаде каде што се донесуваат одлуките, каде што се произведуваат вредностите, каде што се заработуваат парите и така натаму. Значи, мора прво да ги имате таму жените како присуство, за потоа да зборуваме за оној втор степен веќе на гласност. Значи, можност тие таму каде што се да искажат некои поинакви ставови, мислења, интервенции, идеи, да покажат, да дадат нови, а дури веќе на трето ниво, би рекла, е прашањето на влијание. Оно за кој што сега сите ни дискутираме, ама може би има жени, ама какво е влијанието тоа? Значи, вие мораме да почнеме од најосновното, за да стигнеме до на трето ниво на влијание, каде што еве успешни жени креираат нови идеи, нови технологии, нови бизниси, нови бизнис модели, производи и така натаму. И од тој аспект, според мене, квотите се првиот чекор кон тоа. Барем го има тоа кај нас веќе на ниво на некаква политичко учество. И тоа, затоа, и ако забележите и во политичкото учество, имаме 30 и колку проценти жени советници. Проширување во сите сфери? Па, тоа би било идејата, бидејќи гледате каква е разликата. Немате министерки и градоначалнички жени многу, а имате советнички или парламентарки. Тоа значи дека таму каде што се квотите, се успеваат жените да влезат, да кажам. Очо мораат? Па не мораат, ама таму каде што мора да тоа е закон. Ама ако таму каде што не мораат, па ги нема. Значи само 4 се, само 6, значи тоа покажува дека Па тоа зборувам, што мораат мажите да ги допуштат тие места. Да, мажите дека не мора жените, дека мажите мора да им пуштат. А ние имаме еден закон за еднакви можности кој што вели дека треба тој пристап на еднакви можности за мажите и жените да важи во сите сфери на нашето општество, вклучувајќи го и деловниот сектор. Меѓутоа, за деловниот сектор нема никакви интервенции, нема поттик, нема притисок да се направи. Особено во приватниот сектор, кога Јошевска Анастасовска преферира повеќе жени во канцеларијата. Да, гледав дека ова чекаш да се врати, така да ми се врати мене. Не реков дека
реков дека тоа е позитивна По- дискриминација заради тоа што сакам да се чувствувам дека ги поттикнувам жените да бидат успешни во адвокатурата, бидејќи во адвокатурата доминантни се мажите. Но жените можат и како да дадат, бидејќи жените се многу подобри оратори и докажано е тоа, и се многу по-педантни и вредни кога треба да се одработи определен предмет или пак да се детално да се прочита определен закон, така да во правосудството можам да кажам дека доминираат жените во делот на суди, што е така, мене секогаш ми било тоа интересен факт. А што ми кажува тоа? Значи, не ја знам точно статистиката, но сигурно е голема разликата помеѓу тоа колку жени се суди, а колку мажи. Може би требаше да ја обезбедам таа статистика. Требаше да бареме колку ги имаме вкупно нешто 656. Да, но многу голем дел од нив се жени. За сметка на мажи, и јас, што е обратно па во адвокатурата. И јас тоа го викам дека, јас тоа го резонирам на тој начин што сметам дека жената сепак бара некоја институционална заштита, сака да биде, не сака да влезе во слободните професии, во приватните професии, каде што ќе мора да го балансира и приватниот живот. Овдека е позаштитена и нели, има плата, има место, има функција, па најверојатно се одлучуваат повеќе во овој дел. Не знам како, немало никогаш анализа да ми има сега една дилема сега пак повторно околу тоа, колку зависи од бројките, колку зависи од општествената свест, и колку зависи од самата жена, бидејќи тука еве сега имаме една интересна ситуација што три од вас, значи Јошевска, Хаџивасилева и Ангеловска се практично самовработени. Вие сте инвестирале во себе, во своите канцеларии, во своите фирми, и тоа е веројатно еден друг пат. Сосема е друг патот ваш, Аделина, каде што сте вие во институција, каде што има одредена хиерархија и тука треба да се пробиват. Колку зависи сега од бројките, од законите, од условите, а колку е од самата жена? Мислам дека важно е да се има поддршка. Значи, секако дека зависи од секоја индивидуа. Меѓутоа, она што клучно јас го гледам во работата со жените е немањето самодоверба. И кај жените е многу честа таа појава на немање самодоверба да започнат нешто. Од друга страна и притисокот на средината не е баш охрабрувачки, генерално не охрабрувачки. Дека притисокот од средината е неохрабрувачки. Да, значи генерално за започнување бизнис и за жени, и за мажи, и за млади е неохрабрувачки, меѓутоа и за жените посебно, и кога ќе се направи таа констелација на односи, секако дека очекувањата се дека нема многу жени да имате вие кои што ќе бидат собствени иницијатори. Многу е важно да имате таа поддршка. Значи, јас на почетокот, кога го започнав бизнисот, веќе имав обезбедено одредени клиенти кои што веруваа во мене дека ќе можам да работам со нив. И тоа е многу важно за вакво. Ама приватниот дел е побитен. Во смисла на поддршка, барем еве моето искуство па е тако. Јас да немав на приватна во контекст на семејството и притисокот или поддршката од семејството кој пат да се одбе. Да, апсолутно. Јас да немав партнер кој ќе ме поддржаше, ќе ми речеше слободно гази напред. Ама ова како ќе го правиме, јас сум тука, нема проблем. Тој партнер да немаше семејство кое што во секој момент ми се наоѓа за деца, за било што, и да ме поддржува, да не ми вика, ама чекај се, кај идеш се ти да работиш, треба дете во кој ќе го чува. Него еве тука сме, нема проблем, гази. Значи многу е битна околината во која што се наоѓа жената да може да се чувствува доволно, да може целосно да дојде до израз. Да може да се чувствува комотно дека со тоа не прави некој ерес затоа што децата ги оставила мажот да ги чува. Па побогу татко е. Или дека ги оставила дека отишла на пат. Или отишла на семинар и сега жениве се целите како јас ги остави. Дал така маж се чувствува? Во градинките ги имам истите работи. Јас сега денеска размислував малце и сватив дека, например, јас имам еве две деца, ке по старата имаме Viber група на школа и сватив дека Viber групата сме ја направиле само мајки. Сакам да кажам, тоа се ситници каде што ќе видиш дека жената е повеќе задолжена за децата. Зашто?
Зошто тоа би било така? И во ситуација кога природно би било да, значи кога се многу мали децата, кога природно, сепак таа може да има таа поддршка да ја бутка својата кариера и да има деца паралелно. А тоа може да го направи само ако партнерот е на ниво на задачата. Аделина, Да. Значи, ние многу покасно сме се вклучиле како жени, како пол во таа професионална еволуција, дали тоа во политика, дали тоа во бизнесот, дали тоа во образованието и најверојатно овие се последиците. Значи, затоа и ни требат квотите, Нина, како позитивна дискриминација, но квотите не секогаш го нудат резултатот, го нудат успехот. Во дипломатијата, например, во Министерството за надворешни работи, при една функционална анализа што сме ја направила, повеќе е застапеноста на жените во самата структура во Министерството за надворешни работи, дури и во менаџерски позиции. Но не и на амбасадорски. Не, да, на нашите ДКП многу е доста солиден, па можам да кажам дека е доста срамен и ригиден присуството на жената дипломат. Со надеж дека тоа ќе се смени, но тоа може да се менува само ако ние тоа сами го бараме и ако не се инхибираме од собствените права, бидејќи правата се еднакви и за мажите и за жените. Сега самата професија е тешка. Јас сум самохрана мајка, например, јас сум и таа што ги плаќа сметките, и таа што оди у градинка, да ја земе ќерката, и таа што се грижи за родителите, и така натаму, така што знам која е тежината на улогата, на мојата улога према мојата ќерка. Но ние стално забораваме дека некако проблемот го гледаме од горе, а не го гледаме од бейзик, од основата. Ние нашите деца воопшто не ги едуцираме преку овој либерален дух на размислување. Например, ако го гледате четивото... Ние или системот? Бидејќи кога велите ние сме системот, Боби. Верувајте ми, значи, секоја критика што вие го правите, тоа ве прави дел од системот, но дали системот возвраќа со ист фидбек, тоа е друго прашање. Значи, јас мислам дека навистина ние имаме проблем со образованието, ние немаме проблем со успешноста, со половата успешност. Ако човекот се чувствува конкурентен, тој ќе биде конкурентен и како маж и како жена. Не е баш така, мислам дека за тоа има многу проекти за, например, има проблеми во Access to Finance, дека статистиката ви дека потешко стига до финансии. Зборуваме за Македонија, дај да зборуваме за нашето општество. Јас не верувам дека ние секој ќе имаме. Нашите статистиките се дека, например, исто и на топ менеджмент позиции е многу мала застапеност на жените. Ние гледаме, значи... А од друга страна има статистика дека на светско ниво насекаде дека компаниите кои што имаат поголема застапеност на топ менеджмент позициите на жени остваруваат подобри финансиски резултати. Да, бидејќи начинот на менеджментот е смарт. Емоционалната интелигенција е во прашање и значи чувството за да направи добро екипирање, тоа е умешност на жената лидер. Значи, сакав да кажам дека, да, образованието нас не е проблем. Ние мора да го либерализираме концептот на образование и ние навистина мораме да ставиме столбови на тоа што значи граѓанско образование. Сега, во граѓанското образование, јас мислам дека ретко кој од наставниците зборува на темата на полова еднаквост и што пишува во тие четива за што нашите деца ги читаат кога е половата еднаквост во прашање. Или колку ние ги подготвуваме надвор од школите нашите деца за лидери, колку ние им зборуваме на нашите женски деца што е тоа слобода на избор, колку вие треба да партиципирате во системот, колку вие имате еднакви права како што ги имат и вашите браќа мажи. Значи, јас мислам дека се поретко тоа го правиме, се позаинтересирани сме за да либерализираме концептот на правење на политика, на учествување на жените во политиката, на учествување на жените во бизнис сферата и се повеќе мислам дека дел од вината ние самите ја сносиме. Значи, не докажуваме доволна борбеност и тоа најверојатно е резултат на
се уште многу депресивна економија во нашето општество и со статистиката што госпоѓата од Антико го кажа, големата невработеност на жената во општеството. Овие се сите зинџир. Добро почнавте тој синџир на мала само критика и на што се должи тој ланец на мала невработеност. Се враќаме повторно на она што се стереотипи, општествена свест, општествен развој за позицијата и улогата на жената. Значи, јас навистина сум критична, верувам дека сите ние сме критични према улогата на жената во политика. Знаете, јас многу малку слушам женски политики во наративот на жената политичар. Таа многу малку зборува за правата на децата, таа многу малку зборува за потенцијалот на вработување, таа многу малку зборува за brain drain према brain gain, значи нашите деца бегат од државата, таа многу малку конкурира како раководител на некоја образовна институција. Јас не памтам дека сме имале ректор во некој од приватните универзитети, да кажеме. Но тоа може да не значи заради тоа што не конкурира. Тоа значи дека ние многу малку се бориме за себе си. Тоа значи тоа. Знаете, Нина, вие правите своји прекрасни проекции, бидејќи вие навистина се чувствувате многу успешна. Не, јас сакам да гледам позитивно, да не ме разберете погрешно. Јас сакам да гледам дека се од нас тргнува, ама мислам дека треба... И самата поделба во политичките партии на тие многу демодирани, дури примордијална димензија на тие женски форуми во склоп на една политичка партија, тоа навистина зборува многу. Зошто мора да има женски форум па посебен во една политичка партија, кога политиките се еднакви и за мажите и за жените, кога економските добра би требало да бидат бенефитни исто како за мажите, така и за жените. Интересно се гледување. Ајде коментар за околу. Имаме селф-сексизам ние правиме преку нашето действување во политиката. Значи, убаво е да зборуваме за нашите персонални перја, но тоа за нашите успеси, но грешиме кога правиме проекции на сопствените успеси, бидејќи општеството е сосема нешто друго. Навистина сме во димензија на депресивно општество, каде што конкурентноста се уште не излива во површината. Па еве да споделам еден податок дека според анкетата за користење на времето, што издава Завод за статистика, на секој еден час што мажот го поминува во домашна работа, жената поминува 3 часа. Значи 1:3 е соодносот. И тој однос може да се менува и до повеќе, зависно од тоа или во која фаза од животот е жената, дали има мали деца, големи деца, поработена, студира и така натаму. Тоа е вака еден генерален податок што мислам дека многу покажува за тоа во каква е средината во која што живееме. Понатаму во делот на вработувањето, вие имате ситуации кога жените, дури кога конкурираат на работни места, тие не ги добиваат работните места, особено ако се во репродуктивна фаза на репродуктивна моќ, и тогаш заради тоа што можеби ќе земат отсуство заради чување деца, раѓање деца и слично, воопшто не се вработуваат, не ги вработуваат, или пак случаи кога штом ќе забременат се отпуштаат. Така што сите тие, значи ова се само 2 примера, да не кажувам сегрегација на пазарот на трудот во насока на тоа додат во професии кои што се сметат за полесни, да ги наречам, иако според не се полесни, но еве каде што има помало поинакво работно време, па имаат повеќе време понатаму за семејството и слично. Че сите тоа покажува дека не е само до економијата, туку е и до како ќе бараме да се постават условите во општеството. Ако вие сте без оглед дали сакате да работите вие како професорка во средно училиште или сакате да работите како менаџерка во компанија, вие мора да имате некакви основни општествени услови кои што ќе ви помогнат во тоа. Ако е тоа градинките,
начини за чување деца, не знам, преку дателки субвенционирани од државата. Самите компании, големите компании можат да ги... решенијата ќе ги оставиме на крај, само е простор за коментар, гледам дека имаше несогласување околу. Ова пристапот до финансии што кажавте, тие немаат имот на своје име. Жените, колку беше, ако видите од катастар, 80% од имотот е име на мажи. Имаме таков прилог после рекламата и тоа ни е опфатено. Јас тука само ќе додадам не толку на оваа дискусија, бидејќи го кажав моето мислење, дека мислам дека да, треба и да се тргнеме од нас, треба волја, не се согласувам дека не треба некои кланови специјално да се прават и собери конкретно, меѓутоа треба повеќе жени рол моделс, нели, тоа е генерално и на светско ниво праксата, за да се покаже дека да, може да се успее и да, ама да, може да се успее. Јас кога ќе ме кажат да одам да зборам, не сакам секогаш да биде дека да тргнувам од себе, да кажувам еве јас ако успеав, вие можете сите, затоа што не секој сака да работи 20-15 часа, да не претарам. И особено во земја во развој, кај што не е се сјајно и кај што ние тргнуваме од старт малце поназад од останатите, ако зборуваме во развиени земји, каде што имало и закон, има организиран живот и за да јас извадам еден документ не треба да потрошам 4 часа по администрација, например. Тука друго сега сакав само да се надоврзам на стартната констатација дека и сами жените не се подржуваат. Еве едно мое искуство, каде што, бидејќи во претходните неколку години доста бев говорник на различни настани и разликата во публика и во прашања, помеѓу кога зборувам на факултети и кога ќе завршам со излагањето, дали ми приуѓаат повеќе мажи или повеќе жени, односно студенти или студентки, нема никаква разлика. Кога ќе завршам, дури повеќе студентки доаѓаат да ме постават прашања, нели, дали е тоа за нешто што плюс ги интересира, дали е тоа прашање за време на дискусија. А кога се работи за посериозни настани, дали се тоа корпоративни настани или било каде што сме имало обраќања, тука се чувствува веќе разликата. Значи, кај помладите кои што не се, нели, 18, 19, 20 години, не се чувствува дискриминацијата од дискриминација, са не тоа дискриминација, туку разлика поголема во активна партиципација и охрабрување од страна на жени и мажи, додека на овие другиве настани, например, кога ќе заврши, сега бев пред неколку месеци на еден настан, соговорнички имав неколку и кога заврши настанот, повеќе доаѓаат да размениме бизнес картички и контакти за соработки мажи наспроти жени. И од друга страна, над сите тие коментари од мажите кои приуѓаат е дека леле колку енергија имаш, кај ја наоѓаш, леле секоја чест. И тука на жените, например, еве соговорнички или други, коментарот на конкретнава ситуација беше и јас бев така кога бев како тебе и после следното прашање дали имаш деца? Не, дали си мажена? Не се уште. Ќе ти помира оваа енергија. Да. И тука тоа ова е сршта. Да, ова е сршта значи ова што го доживеала е апсолутно сршта на тоа каде жените застануваат. Тоа е таа поддршка која немаат од околината и баш од јадрото од околината и од пошироката околина. А тоа како што кажа Сузи, ја можам да кажам дека е многу важна поддршката и дека ја добивам околу од фамилијата и од партнерот и од Значи сметам дека е стварно многу важна за да се оди напред. Треба да има и од пошироката околина со разни сервиси кои што ќе помогнат без оглед дали сте родители или нешто. Пошироката околина ќе направи услови на потесната да не се чувствува чудно кога ја пружа. Да, ние стално го изненадуваме општеството со нашето присуство и тоа нас не нервира, окей? Тоа направи нервозно. Одиме со кратка пауза за реклами и на крајот секако и предлозите за можни решенија. И влегуваме во завршница на вечерашната топ тема и со последните прашања. Еве, Наделина, да почнем од вас. Каде го гледате решенијата? Во квотите, во менувањето на општествената свест, во зголемувањето на самокритиката кај жената, како што рековте во еден дел од дискусијата? Една жена премиер, например, најверојатно би направила по економска влада, помал број на министерства, а би мултиплицирала димензија на работење. Што значи ова? Има еден поет, пред да додам на емисијата, британски поет кој вели
Мислам дека жените вели не треба стално да докажат дека се рамноправни со мажите, тие се и така повеќе супериорни од секогаш такви биле. Се што му даш на жената, тоа ќе го направи со големина и големо. Ако му дадеш куќа, таа ќе ти направи дом. Ако и даваш намирници, таа ќе ти направи топол оброк. Ако и дадеш осмех, таа ќе ти го даде срцето. Ако и дадеш сперма, таа ќе ти направи дете. Таа уме да мултиплицира и да прави нешто големо од све што ќе и дадеш. Мислам дека да, тука е и потенцијалот на жените. Ние навистина умееме да правиме од мали работи големи работи. Јас се надевам дека барем во политиката жената навистина ќе го најде собствениот одговор зошто е во политиката, бидејќи тука би можела таа да го почне одговор на сите тие знак прашалници што се во нашето општество и зошто да не е еднакво да допринесе во креирање на подобар економски пазар и на овозможување на вработување. И само за крај, бидејќи немаме многу време, во кое стебло од разгранувањето сега на феминизмот би го сместиле ово? Па слушајте, во Шведска веќе имате главен приоритет на шведската дипломатија е feminine diplomacy. Океј? Така што, зошто да не? И понекогаш сум и страшен поборник на феминизмот. Работите и народовите прашања како дел од она што е агенда, портфолио на вашата компанија. Од тука еве, кои се решенијата за до година кога ќе влеземе повторно во овој фолклор на дебати, иако тој не завршува само во овој период, да се покажат некои поместувања можеби. Добро, се надам дека дебатите ќе продолжат и понатаму и дека ќе има ефект од сите ова што го зборуваме. Ако зборуваме за политиката, мислам дека време е веќе еднаш жените кои што се во женските, како да кажам, делови на политичките партии, да се охрабрат и да во рамките на своите партии успеат да се изборат за промовирање на прашањата кои што ги тангираат жените и кои што се однесуваат на родовата еднаквост. Значи не секогаш да се водат строго по внатрешните партиски директиви, условно да ги кажам, дури и кога сте пратенички и кога можат да направат определени промени, особено во донесувањето на закони и донесувањето на политики. Мене ме радува во таа насока што е конечно Истанбулската конвенција се усвои во парламентот после толку време и тоа е еден добар чекор, но останува да видиме како парламентарките понатаму ќе успеат да се изборат со други прашања во оваа насока. И како ќе се третираат ударите од пајаци. Само ако можеш да се однесува до она дилема кариера или семејство, мислам дека тука треба многу конкретни мерки да се водат и да се поддржат жените кои што сакаат да работат, затоа што тука има голем предизвици. Значи, тој баланс меѓу семејниот и деловниот професионалниот живот мора некако да се усогласи. Еден од тие работи е такви, да кажам, нови пакети на флексибилно работно време, кој што ќе помогне на многу жени кои што сакаат да бидат и родители, но сакаат да бидат и мајки, но сакаат и да работат, че да можат скратено работно време, флексибилно, повеќе поддршка од достачување деца и така натаму. Јас бидејќи ги покрија политиките, да, неопходни се политики, волја и желба и многу работа, тука би додала практично дека технологијата и смарт држава ако станеме, дека тоа ќе придонесе во и таа дигитализација, дека ќе придонесе во еднаквост, со технологија ако може и чипот да се смени и кај таа балканската, може ќе се успее такво нешто. И како за крај би го повторила тоа дека што веќе го спомнав, од Джек Ма, односно собственикот на Алибаба, што ми е стварно дека е, значи веќе се работи за конкуренција на мозоци, не на мускули, а тоа може да се постигне во овој технолошки, дигитален, брз свет. Не е важно кој стои позади тоа, важен е мозокот и тука е конкуренцијата, како што и во голем дел на други професии, каде што ствари се тие проблеми кои што треба да се надминат и да дојдат до таа еднаквост, така што тоа е мојата препорака.
Сузана? Јас за крај само кратко, ке мене не само за овој проблем, и за други се почнува и завршува со образованието, затоа што ова е процес, ова не е решлив од денес за утре. Генерациите, мојата керка и помладите генерации треба да растат малце по-рамноправно општество од аспект на родова еднаквост и мислам дека образованието може да изигра огромна улога тука и тоа зборувам од почетокот на што го зборуваме за намалување на стереотипите, кога ќе се намалат стереотипите што прават девојчињата, што прават момчињата, зашто се родени или предодредени девојчињата, а зашто момчињата, тие луѓе, тие девојчиња и момчиња ќе растат за себе да се прифатат да можат да имаат еднакви можности. И мажите да ги прифатат жените дека ќе можат да бидат утре успешни луѓе и жените да ги прифатат мажите или да можат да сватат дека и мажите може да бидат и дома тоа што си жените. 30 секунди за крај, навистина немаме многу време. Нина претходно најави дека од утре почнува кампањата на Групер за попусти, специјални понуди за 8 март. Е сега како неофеминистка, тоа ве навредува или не? Исклучиво Натали, не од бизнес аспект, тука си е потегот јас. Мене ме навредува се околу 8 март, што не значи говорење за теми за рамноправност за жената. 8 март само за тоа за мене треба да се користи за ништо друго. Извини ми. Значи добро, мислев да експериментирам со рози, ќе ми ги фрлевте, среќа со нејзе. Ви благодарам што родовата еднаквост не го исклучува џентлменството. Така е. Но важно е за 8 март да зборуваме како ден за борба, да видиме до каде сме во борбата за еднакви права, а не да го третираме 8 март како ден на мајките или ден на учителките. Ви благодарам на што вечерва бевте моите гости, бевте изворедни соговорнички, почитувани, тоа беше се во вечерашната топ тема на ваша страна и стандардно следува филмска програма и потоа ноќно студио вечерва со Снежана Лупевска Сосипа.